Па ние живеевме со мажот скоро 13 години, така паѓа, 13, после 13 години он ме оставил кај мајка ми после тоа. И во текот на тие 13 години те тепаше цел Да, да, и во одреден период. Не, во одреден период, последните 4-5 години, 6 години, како му се текне ме малтретираше. А зошто ти каже или зошто? Не ми каже. Он се занесуваше со неговите, па така му беше карактерот, што нити дозволува ни да јадам како што треба, и ме тепаше. И викам, зошто ме тепаше, само си ќути. Вика, ова ми е волја, и ја што сакам ке ти правам. И после најпоследниот пат скокале моите, и што требаше да излегувам од таа куќа, да ги земам децата, да ги земам кај мајка ми, да ги ставам, да не гледат децата дека негов родител ме малтретира без ништо, без никаков аргумент. Му доаѓа на мозок и бам, ме тепа. Понекогаш многу ме тепаше и дури ми падаше падавица, нансвес, оттепајки, а јас издржив за овие трите деца издржив. Да, јас само за овие децата, да не ми ги малтретира и децата, јас на децата и реков излезете надвор, мамо, и јас тоа, ако е потребно, и ќе бидам жртва за вас. Тоа ти е све право, кажувам. И после тоа уствари доаѓаат овие здравствените проблеми што ги имаш. Да, со сето идеја. Да. Може да се оттепања. Да. Со тоа Отидав на лекар, и после лекарот и објаснувам дека вака ми е работата, нешто не можам, све сум лаксена, све, и после ми правеле снимки, ваму таму во кардиологија, и еве сега земам апчињата. Меѓутоа, јас немав пари за апчиња, немав. И после тоа размислав за децата, ми останале без леп, и ги ставив апчињата настрана, само од моите деца да имат да јадат. Сите ги ставев назад, само моите деца да имат да јадат. И во подкирија бев, и малтретирана, и не знам што да ви кажам. Јас не ќутам. Јас мислам, не сум толку интелектуален човек, ама сум до некаде, завршив средното школа. Например, некој да ме малтретира мене и моите деца, не е правда. Јас го барам моето право. Моето правдо го барам. Ја не можам сега цел живот да се малтретирам и цел живот да ќутам. Јас си ќутав 13-14 години, ама гледав дека не може да оди, дури срцето ме фаќа, дури жлезата ме фати, за кого? За овие децата. Јас го губив цел живот за овие деца, што ми билеле покрај мене и децата ми билеле малтретирани. Ако евентуално, ајде и јас сум, ама децата што се криве, а јас бев малтретирана со све децата. Ова нека го знае цел земја како што во 20. Ги има удрено децата? Молам? Дали ги има удрено децата? Да, понекогаш, ама не го ставив. Правив бунт заради овие децата. Ајде викам мене, ама децата немаш право. Јас сум малтретирана, веќе нема да ќутам. Јас трпав 8 години. Размисли, детето ми се роди на кај мајка ми. Да, 3 години бев кај мајка ми ме чувал татко ми, чичковци, родител, сите брат ми, 3 години. И со сите како што треба за децата. 3 деца, јас 4. И сега и 5 години под кирија во Газибаба во Бодрум, значи 8 години јас трпав. 8 години. Да, и дојде и во Бодрумот ме тепаше и ме малтретираше.
Јас сум патил, ама моето дете што гледа малтретирање на мајка нема да се малтретира. Нема шанси. Јас сум малтретирана жена, без леп, без храна, без ништо услови. Дури во Бодрум, за кого? За овие децата. Јас патив, моите деца гледале дека негова мајка го тепа таткото, го малтретира, ама моето чедо нема да го дозволувам да ми го малтретира некој. Јас сум самохрана мајка 8 години. Јас сум 8 години под улици. Фала и на Господ, и фала и на медиумите што доаѓа телевизиите, фала и на сите донаторите што тој брат од Швајцарија ме пресели тука. Ми го плаќа и ова тука, киријата, вода, струја, све. Иначе јас бев под улица, да го земам душекот и да спиам по чами. Ја не сум некоја мајка што може некој да ме згази. Можам само да ти честитам и за храброста, и за се, и да ти пожелам среќа понатаму животот, и за девојчево, и за тебе, прво многу здравје, па се понатаму. Многу фала. Најмногу за храброста што се бориш за овие деца и за тоа што јавно зборуваш за твојот живот, за насилството, за здравјето и така. Фала и од Па вас. тука сме, ќе си помагаме, така? Дај Боже да помагате и Господ да ви помага на вас, што на сите. Прво здравје да даде, па после све друго. На мене и на сите што се самохрани мајка, што болуват ова болка за децата на овој степен, што тој ме остави малтретирана, без леп, без куќа, бркана, тоа е. Господ да ви дава убав ден и убав задоволја све на сите. Здравје, па секој да се. Амин.